Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, пред да почнеме со обработка на глава 2 од книгата Дела, сакам само накратко да се вратам на последниот текст кој го проучувавме во претходната епизода, оној кој се однесува на изборот на апостол на местото на Јуда Искариот. Во Дела, глава 1, стих 26, читаме дека преку ждрепка на местото на Јуда беше избран човек по име Матиј. Иако немаме многу информации за него во писмото, верувам дека Матиј бил искрен и посветен христијанин, но се чини дека иако Матиј беше избран од апостолите, сепак тој не беше избран од Светиот Дух. Моje лично верување е дека Светиот Дух назначи друг човек како замена за Јуда Искариот, а тоа е апостолот Павле. Да, со тоа сакам да кажам дека апостолите избрзаа со изборот за замена за Јуда. Мислам дека за нив ќе беше подобро да го чекаат спуштањето на Светиот Дух и потоа, со негова помош и водство, да го изберат соодветниот маж за таа позиција. Години после овој настан, Господ Исус Христос го избра Павле за апостол. Во послание до Галатјаните, глава 1, стих 1, самиот Павле вели дека е апостол не поради тоа што го избрале луѓето, туку самиот Бог му ја дал таа служба. Некои луѓе веруваат дека Павле беше 13-тиот апостол, но моje лично верување е дека тој беше вистинската замена за Јуда. Може би мојот став по однос на ова прашање ќе ги шокира некои луѓе и свесен сум дека во христијанските кругови мал е бројот на луѓето кои го мислат истото како мене. Но јас едноставно се обидувам да читам меѓу редови во тоа што е запишано во целата книга Дела апостолски. Сега е време да почнеме со читање и проучување на глава 2 од книгата Дела. Во оваа глава е запишано што се случи за првиот празник Педесетница веднаш по Исусовото вознесение. Тука ќе прочитаме како се исполни Исусовото ветување за доаѓањето на Светиот Дух и за раѓањето на црквата. Стих 1. Кога дојде денот Педесетница, сите апостоли беа заедно и на исто место. Празникот Педесетница е празник кој од денешна перспектива би го нарекле старозаветен. Тој и други празници им беа дадени на евреите со цел редовно да се подсетуваат на Божјите дела од минатото. Не само тоа, туку сите тие празници имаат некое символично значење кое е поврзано со Господ Исус Христос. Например, Пасхата ја означува неговата смрт на крстот. Празникот на првите плодови го означува неговото воскресение и слично, но празникот Педесетница е символ за раѓањето на црквата. Тоа е моментот кога Светиот Дух дојде врз Исусовите следбеници. Црквата не постоеше се до моментот кога Светиот Дух се спушти врз апостолите и другите Исусови следбеници. Моментот кога тој дојде врз нив е моментот кога црквата се роди и почна да постои. Тоа што Витлеем беше за Исусовото раѓање, тоа се Педесетница и Ерусалим за раѓањето на црквата. Доаѓањето на Светиот Дух врз тие верници е всушност познато како крштевање со Светиот Дух. Ке се сетите дека Господ Исус им го вети тоа на апостолите и иако не им кажа кога ќе се случи тоа, сепак им нагласи дека ќе биде наскоро. Стих 2. Тогаш ненадејно се создаде шум од небото, како силен ветер кога дува и ја исполни целата куќа каде што седеа. Кога Светиот Дух се спушти врз тие луѓе, тој не дојде во некоја видлива форма, но сепак неговото присуство беше јасно прикажано на два начина, кои луѓето можеа да ги согледаат преку две сетила – ушите и очите. Прво, се вели дека се создаде шум од небото, како силен ветер кога дува
и ја исполни куќата каде седеа. Со други зборови, еден од симптомите на неговото присуство беше шумот како од силен ветар, за кој верувам дека не само присутните во таа просторија, туку многумина во Ерусалим го слушнаа. Значи, не беше буквален ветар, туку нешто како силен ветар. Стих 3. И им се јавија јазици како од пламен, кои се разделуваа и се спуштија по еден над секого од нив посебно. Ова беше вториот знак и симптом на присуството на Светиот Дух. Ако првиот знак можеше да се забележи со ушите како сетила, овој втор знак беше забележлив со очите. Лука вели дека над секој од присутните се јавија јазици како од пламен. Може би не стануваше за буквален пламен, но на присутните им наликуваше на тоа. Иако над нив се појавија јазици како од пламен, сакам да нагласам дека ова не е огнено крштевање, туку крштевање со Светиот Дух. На оние кои на овој настан гледаат како на огнено крштевање, сакам да им нагласам дека огненото крштевање е всушност нешто што ќе се случи на судниот ден, и низ него ќе поминат само оние кои не поверувале во Христос. Огненото крштевање е Божиот суд и се надевам дека никој од вас нема да го доживее на своја кожа. Стих 4. И се исполнија со Дух Свети. Верувам ќе се сетите дека Господ Исус им вети на учениците дека ќе бидат крстени со Светиот Дух. Зошто тогаш во овој стих доктор Лука вели дека тие се исполнија со Светиот Дух? Знаете, во Новиот Завет термините крштевање и исполнување се различни. Крштевањето со Духот се однесува на моментот кога личноста ќе го прими Светиот Дух, а исполнувањето е кога Светиот Дух ги исполнува верниците и им дава надприродна сила за да живеат согласно Божјата волја. Моje лично убедување е дека при овој настан присутните во таа просторија прво беа крстени со Светиот Дух, односно прво го примија, а исто така и се исполнија со него. Односно, тоа значи дека при крштевањето со Духот се роди црквата, а кога Духот ги исполни присутните Исусови следбеници, тој им даде надприродна сила да живеат согласно Божјата волја и да ја споделуваат пораката на Евангелието преку зборови и дела. Но, при ова крштевање и исполнување со Духот се случи уште едно нешто. Стих 4. И почнаа да зборуваат на други јазици, онака како што им даваше Духот Свети да изговараат. Присутните во таа просторија почнаа да зборуваат на други јазици, согласно волјата и водството на Светиот Дух. Тука сакам да нагласам нешто многу важно, бидејќи овој стих, за жал, се злоупотребува во некои христијански кругови. Кога Лука пишува за други јазици, тоа не се однесува на некои непознати или ангелски јазици, како што тврдат христијаните од харизматските црковни кругови. Овие други јазици на кои говореа Исусовите ученици, всушност беа познати човечки јазици, кои се говореа во различни делови од Римската империја, но исто така и јазици кои апостолите не знаеа да ги зборуваат. За време на празникот Педесетница, многу луѓе доаѓаа во Ерусалим за да му се поклонат на Бог. Најголемиот дел од нив беа луѓе со еврејско потекло, но помеѓу нив имаше и прозелити, неевреи кои поверуваа во Господ. Сите тие доаѓаа во Ерусалим од различни краишта на Римската империја. Многумина од нив и не знаеа да зборуваат на еврејски. На празникот Педесетница, кога Светиот Дух се спушти врз верниците и ги исполни, тие почнаа да зборуваат на различни јазици. И сите кои беа дојдени во Ерусалим за да му се поклонат на Бог, можеа да слушаат за Божите чудесни дела на своите јазици. Ова беше големо чудо. Всушност,
во следните стихови Лука подетално објаснува што на вистина се случи, така што наместо да ви раскажувам, подобро ќе е заедно да ги прочитаме тие стихови. Некои христијани тврдат дека ние денес треба да бараме од Бог да ни даде исто искуство како она на апостолите за време на празникот Педесетница. Но тоа не е возможно. Знаете зошто? Бидејќи Светиот Дух еднаш веќе се спушти. Тој е помеѓу нас и живее во оние кои го следат Христос. Така што Дела глава 2 не може повторно да се случи. Тоа не значи дека луѓето не можат да се крстат и исполнат со Светиот Дух. Тоа секојдневно се случува низ светот, но не сум сигурен дека сосема исто искуство како она за кое читаме сега може да се случи. Патем, уште додека беше на оваа земја, Господ Исус кажа дека Светиот Дух не само што ќе дојде, туку неговата задача ќе биде да го пресведочи светот за грев, правда и суд. Тој тоа го прави речиси 2000 години наназад и таа негова служба ќе извршува се до крајот на светот. Стих 5. Тогаш во Ерусалим имаше јудејци, побожни луѓе од секој народ под небото. Како што претходно напоменав, во тој период во Ерусалим беа дојдени луѓе со еврејско, но и луѓе со нееврејско потекло, кои имаа за цел да му се поклонат на Бог во светло на празникот Педесетница. Стих 6. Кога се создаде тој екот, народот кој се насобра многу се збуни, бидејќи секој ги слушаше како зборуваат на неговиот собствен јазик. Кога се слушна звукот сличен на ветар, а потоа и кога учениците почнаа да зборуваат на различни јазици, многумина од оние кои беа дојдени во Ерусалим станаа свесни дека нешто необично се случува. Тоа е исто како во вашата населба да има некој силен звук. Кога ќе го слушнете, тоа ќе ја поттикне вашата љубопитност и ќе сакате да знаете што се случува. Мислам дека оние кои беа во Ерусалим никогаш претходно немаа слушнато таков звук, кој е сличен на ветар, ама не е звук од ветар. Ниту пак слушнале толку многу луѓе, јас мислам дека беа 120 души, да зборуваат на различни јазици истовремено. Замислете 120 луѓе да зборуваат истовремено на различни јазици. На прв поглед, сето тоа изгледало малку хаотично, до таа мера што некои сметаа дека Исусовите следбеници се беа напиле со вино. Патем, верувам забележавте како Лука пишува дека сите кои беа присутни во градот ги слушаа Исусовите ученици како зборуваат на нивните собствени јазици. Низ годините во западниот христијански свет се разви дебата поврзана со овој стих. Прашањето беше дали овие луѓе зборуваа на различни дијалекти или пак на различни јазици. Ако зборуваа на дијалекти, тогаш самиот овој настан не е некое големо чудо, но ако зборуваа на различни јазици, а јас верувам дека е така, бидејќи текстот го вели тоа, тогаш навистина станува збор за несекојдневен настан. Денес има некои христијани кои тврдат дека го имаат дарот да зборуваат на различни јазици. Кога разговарам со некој таков и го прашувам на кој јазик зборува, најчесто одговорот гласи: јазикот кој го зборувам е непознат. Искрено, во светло на целото светописно учење, мене ми е тешко да го прифатам тој одговор. Знаете зошто? Бидејќи Лука јасно ни дава до знаење дека кога Светиот Дух се спушти врз првите христијани, тие зборуваа на јазици кои на слушателите им беа познати. Ако тој дар се користи во јавност, убеден сум дека треба да биде за изградба на тие што слушаат, како што беше случајот за време на празникот Педесетница. Сметам дека голема грешка прават оние христијани и цркви кои дозволуваат овој дар да се практикува во јавност, а истовремено
тврдат дека зборуваат во непознати јазици. Има простор и за зборување во непознати јазици, како што апостолот Павле тврди во едно од неговите посланија, но тоа е со јасно дефинирани рамки. Има и друг аспект на оваа случка. Некои веруваат дека овие Исусови ученици, откако се исполнија со Духот, зборуваа на својот јазик, а чудото е во тоа што слушателите сепак слушаа секој на свој јазик. Моje лично убедување е сепак дека овие луѓе зборуваа на различни јазици, онака како што Светиот Дух им даваше. Стихови 7 до 11. И сите вџашени и восхитени говореа: овие што зборуваат, зар не се сите галилејци? Па како тогаш слушаме како секој од нив зборува на нашиот мајчин јазик? Парти, Мидици, Еламити и жителите од Месопотамија, Јудеја и Кападокија, од Понт и Азија, Фригија, Памфилија, од Египет и од краиштата на Либија покрај Киринеја, па и привремено дојдените римјани, како ние јудејците, така исто и придојдените, критјани и арапи, еве слушаме како тие зборуваат за големите дела Божји на нашите јазици. Во Ерусалим беа присутни луѓе од 3 континенти. Тоа беа луѓе со различни животни позадини, кои зборуваа на различни јазици. Сепак, сите слушаа за Божјите големи дела. Стих 12. Сите се чудеа и во недоумение си зборуваа еден со друг. Што ли ќе биде ова? А други, подсмевајки се, велеа: се напиле со сладко вино. Според некои од присутните, тоа што се случи на празникот Педесетница беше резултат на пијанство. Тие не знаеа на кој друг начин да си го објаснат тоа што се случува. Оние кои од страна гледаа не знаеа дека се до тој момент Исусовите ученици не знаеа да зборуваат на овие други јазици. Затоа си помислија дека се напиле вино и одеднаш, поради своето пијанство, одлучиле сите да зборуваат заедно. Денес во некои христијански кругови се зборува дека треба да се исполниме со Светиот Дух, за да почнеме да зборуваме во различни јазици. Јас имам поинаков став во однос на ова прашање. Сметам дека треба да бидеме исполнети со Светиот Дух, за да можеме на јазикот на кој зборуваме да сведочиме за Божјите дела. Луѓето околу нас имаат потреба да ја слушнат пораката на Евангелието и тоа на јасен начин. Затоа, со Божја помош, ние треба да се стремиме кон тоа. Тука ќе ја завршиме денешната епизода. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.